Цивил медија. Мислам дека со Цивил релативно малку се соработуваме, знаеме последниве 5 години, а пред тоа беше главно анекдотско познавањето меѓу мене и Џабер. И заради таа природа на наше познанство, веројатно и таков ќе биде излагањево анекдотско. И одма би го почнал баш со тоа, со непознавањето. Не знам зашто последно време само ладни простори избираат, дали е тоа од кога сме северни или пред тоа вакви работи правеа. Шала на страна, тоа познавање беше главно на приеми, на брифинзи со странски представници или амбасадори, каде што вообичаено бевме наспротивставени страни, дали Џабер дека заради неговата уметничка природа повеќе драматизираше, а ја дека компјутерџијан или електроинженер и многу рационален, и верувам во Ајнштајновата теорија на релативитет, па бев задолжен да релативизирам и се он што ќе кажеше ја го ублажував на некој начин. Едно од тие го памтам, зашто баш жестоко беше и толку драма воведе Џабер, што ја почнав мојот дел со изјава, викам, ако е вака како што Џабер кажува, очекувам дека сега не прислушкуваат и кога ќе излеземе од просторијата ќе нас затворат. Од денешна перспектива, веројатно двајцата сме били во право и веројатно не прислушкувале и на таа средба, ама за среќа не затворија до ден денес. Може сега. Шала на страна пак, ама генерално беше некој однос да не го речем непријателство, ама близко до тоа. И што не мора да е проблем самото по себе, всушност и едно од тајните на успехот на МЦМС е во третирањето на непријателите, условно речено. И дури јас сум вработен во МЦМС, зашто Сашо Клековски ме сметал за непријател уште од студентските денови, зашто прво што сме направиле после неговото владење во Сојузот на студенти било да избришеме секаква трага од него во Сојуз на студенти. Не се така и веројатно беше тој по жесток однос на мене и Џабер, веројатно до моментот на кога ние преземевме раководењето на програмата Цивика Мобилитас 2014-15 и кога Цивил доби грант од таа програма и се уште ми е жал што по телефон му го соопштив тоа лично на Џабер, а не во лице да му видам експресијата кога не му се веруеше дека од МЦМС добиле грант за Цивил. Така да, од тоа што јас научив во тие неколку години, значи од тогаш на поблиска соработка и дружење со Цивил, бе неколку вредности, две беа во рамки на самите грантови. Едно го спознав капацитетот на Цивил за мобилизација на граѓаните и беше една од организациите која веројатно најмногу придонесе на едно од целите на Цивика за граѓански активизам. Втора ми беше скромност. Бидејќи многу грантови поминаа низ овој период и да не речам шокиран, ама бев зачуден кога на пола од грантистите дознав дека директорите имаат поголеми плати од мене, која нели 10 пати поголема по буџет организација, би требало да е малце обратно. А кај Цивил не само што не беше така, туку и нивниот пристап беше да се задржи што поголем дел од тимот со минимални, да не речем, скромни примања. Нема да ви кажувам бројките, ама 8 луѓе работеа на проектот на Цивика Мобилитас, на грантот на Цивил, што мене ме импресионира како многу скромен и баш англичаните би рекле humble пристап. Се на се, тоа го спознав низ работата, со овој настан денес, уште две, ако не ги заборам, двете вредности сакам да ги истакнам. Прво е, го спомена и другите колеги, слободата на говорот и веројатно тоа што јас сум тука демонстрира колку Цивил е посветен на слободата на говорот и секој да каже што мисли отворено и директно, колку и да е тоа добро или лошо за тој што го организира сето ова. Цивил медија.